Секоја индивидуа, секој бизнис, секој бренд има своја уникатна приказна за раскажување. Уште како деца, сите ние имаме свој сон. Што е животот ако тој сон не го одживееме? Во денешниот брз свет забораваме на тие нешта. Навистина е реткост да се сретне личност која што го остварува својот детски сон. Денес во Storytelling имаме една таква приказна, која нашата гостинка на своји 5 години го открива својот детски сон и го живее ден денес. Таа е динамична, храбра личност, полна со пасија. Да ја представиме Ивана Белчева, родена Костовска. Здраво, Ивана. Здраво. Добре дојде, Ивана. Добро, благодарам што ме викнавте. Добро ме викнавте. Може и така да кажеме. Може. Да. Како си? Одлично. Прво морам да ви кажам, ви благодарам многу што ме викнавте на една ваква емисија, еден ваков Storytelling. И ви благодарам што правите вакви убави приказни кои што се разликуваат од денешните, кои што за жал многу често ги гледаме. И тоа е тоа. Да. Она што е интересно со овој четвртиот Storytelling, едноставно приказни почнуваат да се спојуваат една на друга. Минатиот пат зборевме за една историска приказна со Никола и моравме да раскажем. Што е многу интересно, сега Деспина ќе ме погледне чудно зашто го зборам ова, ама морам да го кажем. Во меѓувреме, приказната на Никола за неговиот дедо водачот на разлоечкото востание, дојдовме до тоа дека е поврзан и прадедото на Деспина. Така Ни е. покажа документ кој што го дал нејзиниот татко, дека прадедото на Деспина бил еден од финансиерите на разлоечкото востание, односно дал некаков финансиски прилог. Прапрадедото, Прапрадедото, така. Да. Ги викам јас сите тие дедовци. Така е. Сега, почнуваме меѓу време да спремаме нов Storytelling, нели? Ги гледаме гостиве, еден по други ги спремаме. И се наметнува Ивана со својот Storytelling и одеднаш минатиот пат, нели, разлоечко стане и дојдовме до рускиот цар. Сега дојдовме со Ивана, збориме, мораме пак вака да го почнеме, историски да го почнеме овој Storytelling. Тој рускиот цар никако да не излезе од Storytelling. Имаме некоја позадина. Треба да влеземе подалбоко изгледа. Првата приказна за која што ќе разговараме пак ќе биде некако поврзана, нели, со еден од твоите предци. Така. Кој што бил со последниот руски цар. Со последниот, така е. Значи, Николај, мислам дека е. Николај Добро сум II информиран. Александрович Романов. Тоа Тоа е последната, да. Тоа е твојот дедо, мојот прадедо. Така? Мојот прадедо е тоа. Значи, не, тој е ветеринар. Ветеринар, царски ветеринар на царската... ветеринар, да, во царскиот дворец. Да. Значи, тоа се работи за Иван Филонов, а за жал не можев да се сетам на неговото средно, бидејќи они сите имаат нели она средно средно име презиме. Тој е ветеринар во царскиот дворец на, како што рековме, Николај II Александрович Романов. Значи он е русин, така. Тој е русин, да. И приказната, не морам нели малце историски поучена од Никола, како го гледаш ова, фала ти. Недела дена ме тераше да се спремам. Да. Николај II владее од 1894 до 1917 година. Аболицира со февруарската револуција 1917 година. Година дена е во куќен притвор, се до моментот додека целото семејство со слугите не ги носат на стрелање. Мојот дедо е значи ветеринар кој што работи во дворот на Романов. Нормално после тоа станува главниот ветеринар на коњаницата на Белата армија. Но за жал, нели со склоп на околностите како што се случуваат, колку што јас историски можев да дознам, бидејќи од приказните кои што ми ги има раскажува на мојата баба, бидејќи нивното потекло е од Ленинград, Санкт Петербург. Значи, последната борба се случува околу Ленинград и како што историски можев да дознам дека Белата армија не успеала да влезе во Ленинград, него тука е загушена, тие одат кон брегот, таму значи дедо ми се качува на еден од последните бродови, бидејќи сите други се за жал, мислам дека стрелани, што останале и со бродови ги носат до Афричкиот брег, таму ги оставаат на каменоломи, бидејќи мораат некако да преживеат. Живеат, значи, еден период се таму, се додека кралот
српскиот крал, значи кралј Александар Караџорџевиќ, бидејќи знае дознава што се случило, ја праќа својата флота и сите белогардејци ги собира од сите тие од целиот афрички брег и ги носат кај него, бидејќи тие немаат никакви документи со нив, нели не можат да докажат кој е кој, нормално дека им верува, ги прашува кој што е. Дедо ми кажува, значи дека е ветеринар и со тоа него го поставува во Струмица и тој продолжува да работи, да живее во Струмица како ветеринар. Склоп на околности, бидејќи има доста руси во Струмица, мојата прабаба доаѓа на посета од Ленинград кај некој нејзин чичко, тетин, не сум сигурна на роднинската врска. Таму се среќава двајцата руси, се зимаат и баба ми се раѓа во Струмица. Меѓутоа, руското го носам во себе. Да, значи, тоа е таа една кратка приказна. Значи, двајца руси оформуваат семејство во Македонија. Така. И доаѓаме до денешните приказни. Така е. Така е. Кажавме сега да почнеме од почетокот, кој што бе спина. Да. Добро, кажавме за предците, но јас сега би преминала за твоето детство, да споменеме каде ти го поминуваш твоето детство во Скопје. Така? Да. Значи, јас сум родена во Скопје, моите родители се исто родени од Скопје, исто се одмешани бракови, значи русин со македонец, србинка со македонец, значи си имам потекло од секаде, меѓутоа и двајцата родители ми се родени во Скопје, јас сум родена тука. Тука го школството го завршувам тука, во Димо Хаџидимов, Јосип Броз Тито, нели, постаро, завршувам основно образование. Потоа средно образование сум во Орце Николов, општа гимназија и на факултет се запишувам на архитектура. Така. На Кирил и Методи. Сега пошто спомнавме дека својот детски сон го откриваш многу рано, на своји 5 години. Прва била љубовта кон животните. Да, значи, тука е склоп на две работи. Јас имам како дете талент за цртање. Од секогаш сум го сакала цртањето и дури еве во разговор краток со Венцо, баш се сетив дека имам детски цртажи кои што ги имаат моите родители сочувано, каде што јас како дете имам цртано фрагменти од мојот стан. Значи, додека другите деца си цртаат цвеќиња и дрва, и јас имам цртано, дури најдов и цртеж од зоолошка градина. Значи, имам фрагмент од мојата дневна соба, трпезариската маса и зоолошка градина. Значи, секогаш сум имала огромна љубов кон животни и огромна љубов кон интериери изгледа. Покусно ќе дојдеме и до зоолошката градина, доста битна приказна во денешниот разговор. Така. Го споменавме образованието, но ајде уште еднаш да се навратиме. Кога прв пат јавно си искажала желбата дека ќе бидеш архитект? Значи, бидејќи и моите двајца родители се архитекти. И татко ми и мајка ми се архитекти. Исто така и русинката бабата е архитект. Таа е дел од тимот на проектанти од градскиот трговски центар. Така да, архитектурата веројатно била некако дел од мојот живот од почеток. Значи, една од првите слики која што имам како дете е на маса за цртање со чаша со рапитографи до мене и шината под кебето. Веројатно и тоа што ги гледам моите родители, они си работат како архитекти, свесно и подсвесно влијае на мене. Меѓутоа и љубовта кон историјата, љубовта кон археологијата, љубовта кон цртањето, математиката, секогаш сум ја сакала, се склопија некако и негде 6-7 оделение веќе силно сакав и знаев дека кога ќе пораснам ќе бидам архитект. Тука морам да го споменам мојот професор по македонски, Маријан, за жал не можам сега да се сетам на презимето, кој што ја вроди љубовта кон читањето на книги, бидејќи тој беше тогаш, мислам дека бевме баш на почеток на неговата кариера, многу не тераше да читаме, имавме така секции, кај него ми беше првата писмена работа, што ќе бидеш кога ќе пораснеш, и јас имав напишано кога ќе пораснам ќе бидам архитектка. И целата писмена ми беше ишкртана, затоа што нема женски род од архитектка. И јас цел живот по тоа го носам тоа и викам дека сум архитект. И ја не можам да кажам дека сум архитектка, така да ако некогаш го види ова професорот, го поздравувам. Сега се родовата еднаква с именките, не знам како е, ама ете, нека остане на тоа. Тоа е
Тоа се првите почетоци кога знаев. Една од моите двумења во овојот беше баш тоа, пошто многу сме среќни дека денеска конечно имаме една дама во сторителинг, после 3 джентлмена, нели? И за малку ќе влезе во таа проблематика. Мисли како да представам дама, а да биде архитект. Архитектка е многу тетка сум. Не сум толку тетка во шестаната. А и тешко да се изговори. Да. Па исто и тренерка. Да, малце тешко оди сега, да, има некој докторка, министерка, тие убаво звучат. Ама ние архитектите уште ќе се бориме. Занимањето обично се во машки род. Обично се во машки род, да. Нема женски род. Да. Така граматички исправно. Па не, сега веќе влегува во граматиката, бидејќи нели мојот сопруг во моментов работи во Институт за македонски јазик и они се исто си работат таа проблематика. Сите значи жени кои што се на позиции инсистираат да се напишат во женски род. Значи сега се инсистира на тоа. Тоа е последниве 10 години е тренд и многу има така еден бран засилено земено, па ќе видиме. Мислам дека е влезен, еве, ќе се распрашам, па еве следно ќе допишам во коментарите на YouTube. За еден архитект, што значи архитектурата? Архитектурата е многу широко поле. Навистина е многу широко поле, затоа што секој може да се најде во различна сфера. Значи, почнувајќи од интериер до екстериер. Работејќи за многу различни и интериер, од еден до друг интериер има многу голема разлика. Значи, да се и во истата, значи да работиме и само администрација или само домување, пак има разлика, бидејќи клиентот е тој кој што ги дава нели оние првите параметри. Јас бидејќи сум љубопитна и навистина не знаев каде ќе одам. Кога се запишав на факултет, мислев дека сакам интериери, меѓутоа кога ги поминав сите тие испити, сакав екстериери, па стигнав до интериери, па не ми беше интересно, па после стигнав до стопански објекти, кои што мислам дека нели стопански објекти шта ли беа тоа. Луѓето нема никаков интерес за тој проект. Јас се на љубов, значи како да ви кажам, најмногу време имав посветено на баш на тој предмет, кој што понатаму во интервјуто ќе видиме и зошто. Така да архитектурата може да се свати на многу различни полиња, меѓутоа убаво е да се истражува секој нејзин сегмент. Така, сега на факултет, додека студираш, тука се појавуваат и првите предизвици за некои решенија, идеи кои што се надвор од кутијата. Може да го споменеме моментот дека тогаш било и првата генерација во која што се имплементира 3D-то. Да, така? Ние сме меѓу првите генерации, работењето на компјутер. Значи баш работењето, цртањето на компјутер, ние бевме меѓу првите генерации кои што почнавме да работиме на компјутер. Рапитографите во музеј? Рапитографите, да, ги потргнавме на страна, значи во прва година све се црташе на рака и во втора година ние бидејќи веќе покажавме интерес, бидејќи нови генерации кои што сме мирцале, сме играле на компјутер игри, дознаваме дека има програми кои што можеме да цртаме архитектура нели во нив, да проектираме и почнуваме да цртаме. Од некои професори бевме поздравени, од некои професори нормално као тоа е све пролазно и нема потреба такво нешто да правиме, па ние цртавме на компјутер, па го стававме цртажот, па џамирање го викавме ние тоа, па врз тоа прецртувавме рачно да изгледа. Значи сме правеле многу интересни проекти, меѓутоа некако тоа Значи, некако ние го започнавме тој тренд, нормално сега се црта, мислам дека се црта само на компјутер, веќе рачно многу помалку цртаат, и на крај се разбира дека бевме добро прифатени, бидејќи ние паралелно и 3D-то го научивме многу брзо да го работиме, нормално како деца многу брзо се учат тие работи, и кога видоа кои се можностите кој што ни ги даде нас работењето на компјутер, многу побрзо се прифати. Имавме наместо 2 листа да однесеш кој што си ги цртал на рака, јас носев тетрадки на вежби, нели, така да тоа тука остана на тоа. Сега за да се биде архитект, дали може да уметничката душа влијае во процесот на осознавање, истражување, работење на архитектурата, учење на истата? Јас мислам дека е најбитна креативност.
Значи, креативноста е онаа која што нели ти дава секогаш нова идеја. Знам дека верувам во себе дека секогаш ќе смислам нешто ново. Ги обожавам да се случуваат грешки, бидејќи од грешките секогаш ми се најубавите идеи ми се имаат родено. Посебно при изведба, кога сум веќе во последна морам решение секогаш да донесам. Меѓутоа тука има еден момент кој што сите морат, нели, посебно студентите кои што се запишуваат на архитектура да го знаат. Кога се запишуваме на факултет, завршуваме факултет и мислиме дека сега ние сме, нели, архитекти и треба да почнеме да работиме. На факултет всушност учиме како да истражуваме. Истражувањето е најглавен дел од процесот на проектирање. Затоа што ние не можеме да измислиме топла вода. Секогаш има примери пред нас кои што се направени, ние на нив се надоградуваме. Значи тоа е спој на истражувањето, на што потемелното истражување, гледање како ги решаваат тие работи на некое друго место, во некое пософистицирано општество, во некое подигитализирано општество, значи некој кој што е подобар од нас, и правење, и тука нормално доаѓа нашата креативност, која што прави еден спој на сите тие решенија, кое нешто некогаш може да дојде и до ново решение, нормално кое што е различно од сите други. Така да. Значи, за да се буди креативноста, неопходно е секогаш да се истражуваат нови решенија. Апсолутно. И тука нормално го ставам еден главен акцент на шетањето. Значи, секој човек треба да посети што повеќе места може. Светски, државни, не е битно, значи шетањето е тоа кое што ти ги отвара хоризонтите и ведиците и запознавањето на многу луѓе. Да. Пак зборам за факултетот, но тука се креира првиот предизвик, поинтересен. Тоа е проект кој што, нели, за прв пат се случува да биде нешто баш надвор од границите. Па ајде малце за тоа повеќе да тие детските раскажеме. сонови. Да. Тие детските сонови колку се важни да се сонуваат. Да. И колку е важно да веруваме во нив. Да. Доаѓаме сега да таа приказна едноставно тебе се остварува. Тоа што рековме, нели, од тој прадедото, ветеринарот, љубовта према животните. Значи, пред да го почнеме тоа главното, само ќе дадам една мала увертира на тоа, бидејќи на дисциплина веќе Игор ја раскажав приказната кога се запознавме. На факултет имаме еден многу интересен проект, таму почнува све. Проектираме хотел. Кај мене ми беше ментор Минас Бакалчев, кој што потоа ми беше исто и ментор на дипломската работа. Јас навистина секогаш сум сакала да работам со него. Јас работам од сите работат за дадената програма, значи за дадената задача ја работат, само јас го работам негативот на локација. Кога го виде решението кој што јас го понудив првото, професорот ми вика: ти ќе работиш негативот на локацијата. За пошироката публика може да објасниме што значи негатив? Да. Ако имаме локација, имаме зададена парцела која што треба да се работи. Значи тоа е делот кој што требаме да го работиме и да го изградиме. Негатив е кога јас го работам обратното. Значи јас ги работам делот кој што не треба да биде изграден. Еве ќе го објаснувам из призма на архитектура при една дадена локација, значи ова е една парцела, нели замислена, каде што е дадена една градежна линија која што више сите знаеме што е, и таму имаме еден објект. Овој објект можеме да го сметаме нормално за позитив или за негатив. Значи една од овие површини се смета за позитив или за негатив. Значи овој дел, обоениот, ќе го сметаме позитив, што значи дека ова е делот кој што треба да се гради. Остатокот од парцелата, од овој квадрат, е негатив. Јас кога го работев проектот за хотелот, наместо да го работам овој дел кој што ни беше зададен, јас го работев обратниот дел, што значи за мене позитивот беше негатив. Јас го работам другиот дел од локацијата. Значи не делот од локацијата кој што треба да се изгради, туку го работам делот кој што не треба да биде изграден. Значи така му тоа му доаѓа. Делот од плацот кој што ќе биде двор. Кој што ќе биде двор, да, а делот кој што треба да биде објект, мене ми е двор. Да. Значи работам обратно од тоа што го работат сите други студенти. Паралелно на тоа, затоа што работам 3D, јас го ротирам целиот објект. Секој спрат е ротиран за одреден агол. И тоа буквално изгледа како овие објектите сега во Дубај што ги изведуваат.
тука нормално татко ми е пресреќен кога го гледа тоа дека го имам изведено и со рендерите се шета и ги покажува на неговите колеги, новите генерации што може да направат. И така доаѓа до соработка на еден инвеститор, во тој момент е Дане Кузмановски, кој што треба да се прави во Гевгелија казино, му се допаѓа објектот и вика ајде да направиме некој спој од овој хотел ти што го имаш направено, плюс ќе додадеме функции за казиното. Значи го зимаме тој изротираниот дел, го ставаме на една платформа, платформата е казиното, а хотелото станува хотел. За жал тој објект не се изведе воопшто, не ни почна да се изведува, меѓутоа соработката со него, да продолжам сега, така, соработката со него после неколку години, значи јас сум апсолвент веќе на факултет, тој има една идеја, каде што исто како влюбеник во зоолошката градина, сака да направи нешто со зоолошката градина, меѓутоа тој е менаџер, значи повеќе. Ме повикува мене како млад соработник со кој што му се допаднало дека имам некаква интересна идеја. Доаѓа да ми даде предлог дали би сакала, јас бидејќи и не ја знае мојата голема љубов кон животните, ми дава предлог дали јас би сакала да бидам дел од тимот на реконструкција на зоолошката градина. Значи, тоа беше остварување на мојот најголем сон, затоа што бидејќи, како што напоменав, заврши во Орце Николов, факултетот, архитектонскиот факултет, значи све тука се наоѓа во Дебар Мало, постојано ротирам околу зоолошката градина и секогаш, во секоја прилика, јас, и кога зоолошката градина беше во многу лоша состојба, јас одев и на сите им викав, нашите 50 денара ќе сменат многу, ќе имаат што да јадат животните. И имав еден сон исто што го кажував, јас кога ќе пораснам и кога ќе имам многу пари, јас ќе ја средам зоолошка градина. Значи тоа многу често го повторував и луѓето тоа го знае. И кога ја добив работата, значи на никого не му се веруваше дека можам дека ми е понудено тоа, затоа што навистина многу го сакав. И се случи тоа, јас само што дипломирав, баш така се погоди, само што дипломирав, не мислам дека после месец дена, во меѓувреме имав изработено некој крок и план што планираме да правиме ние во зоолошка градина. Дане Кузмановски стана директор на зоолошката градина и ние влеговме и се случи што се случи се после тоа. Значи Ивана е проектантот на, можеме да речеме, модерната зоолошка градина. Така би му дошло. Ивана, си имала 24-25 години. Така е. Млад архитект. Да. Доаѓаат и му понудуваат да биде проектант на зоолошка градина. Има ли архитект претходно пред тебе некој со такво искуство во Скопје? Да, тоа е Славко, не можам да се сетам на неговото презиме, значи единствен урбанистички план кој што го имам добиено. Сега јас навистина се извинувам што не можам да се сетам на неговото презиме. Тој е проектант на урбанистичкиот план на зоолошката градина, на објектот на влезниот дел на зоолошката со музеот и живеалиштето Зверовникот, ние така го викаме, тоа е живеалиштето за дивите мачки. Тој е проектант баш на сите тие живеалишта. Меѓутоа јас се немам за жал запознаено со него и немав никаков контакт. Немаш жив контакт со него. Да, немав никаков контакт. Како еден млад архитекта се справува со таков презиме? Знаење на факултет се добива ли за? Па можам да се заблагодарам на мојата професорка Гордана од Стопански, Стопански згради, која што имав некаква, да речеме, основа за проектирање на живеалишта за животни. Меѓутоа, тука беше, јас не можев нормално сама да ги дадам параметрите за проектирање на такви живеалишта. Тука беа биолозите и ветеринарите во зоолошка градина, кои што ми даваа мене некакви првични параметри. Значи, тоа би било колку е минималната квадратура за внатрешно живеалиште, колку е минималната квадратура за надворешно живеалиште и кои се работи треба да ги има
посебно на едно живеалиште, бидејќи секое живеалиште за секое животно е различно. Бидејќи тука има многу различни делови, делови за предвојување, делови за посебно кај слонот, делови за чистење на уши, делови за сечење на ногти, како влегува негователот, како излегува негователот, како се дава храна, дали ќе има посетители внатре во живеалиштето или нема да има, огради, заштитни зони, така да секој живеалиште се разликува во параметрите во зависност од агресивноста и колку е страшно животното или не. Да. Значи, тргнуваш да го работиш проектот и сега доаѓаш да мора да се формира еден тим. Така. Затоа што еден архитекта не може да го постигне, пошто е комплексна задачата. Не е едноставно воопшто. Се формира цел тим во зоолошката градина, ама пак сега од архитектонски аспект. Како спомна на почеток дека за креацијата се битни истражувањата. Добро, окей, ќе ги направиш истражувањата, ама пак некакви знаења. Зоолошката градина е под менторство на ЕАЗа, се уште не е член ЕАЗа. Тоа е Европската асоциација на зоолошки градини и аквариуми. Ние сме под менторство на ЕАЗа, значи имаме последно, јас колку што се сеќавам, мене ми беше ментор Марио од холандската зоолошка градина од Амерцфорд, кој што има напишано една од најубавите книги за зоолошки градини, кој што за жал јас ја добив многу доцна. Мислам, тогаш излезе доцна, некога јас почнав можда после 5-6 години од кога почнав да проектирам. На почетокот, тоа е зборуваме пред, тоа е 2009-2010 година, ова действието се случува, кога јас почнав да проектирам. Постоеше една страница, Zoolex се викаше, таму можев да извадам било какви, некакви параметри, бидејќи знаете како, работиме со животни. Животните не можат да кажат што сакаат, а посебно што тоа не име природна средина. Значи никогаш не можеш да направиш објект кој што ќе биде доволно добар за животното, затоа што тоа се диви животни. Објектот е тука само за да не ги заштити од временски непогоди. Отвореното живеалиште е тоа што е каде што животното треба да се представи. Таму архитектурата не игра главна улога, значи таму повеќе играат зеленилото, хортикултурата, да речеме базените доколку се потребни, значи идејата е животното да се представи во што поприродна средина. А објектот е само има секундарна функција каде што животното е заштитено и каде што животното има потреба од нега. Ете, така ќе го ставиме, значи тука уште една само сакав да се надоврзам за една работа. Освен што ја имав нели таа страницата Zoolex, имав среќа да посетам многу европски и светски зоолошки градини, започнувајќи од Токио, па потоа бев во Шангајската, сите локални тука, Белградската, Софиската зоолошка градина, каде што бевме баш како членови од зоолошка градина, кај што имавме елаборација на сите живеалишта. Припрема на проектот. Да, припреми. Да, за секое живеалиште сум посетила живеалиште некаде во светот. Така да, за слонот, например, за живеалиште за слон бевме баш во Амерцфорд, во Холандија, за живеалиштето за пингвини бевме во Виенската зоолошка градина. За сите живеалишта, значи ЕАЗа ни дава некакви параметри за како да почнеме и од каде да почнеме со проектирање. Имаше разговори негде во тие зоолошки градини, може со некои проектанти на тие зоолошки градини? За жал со проектанти се немам сретнато, бидејќи архитектите никој не ги става на пиедестал и во зоолошките градини, бидејќи баш во книгата на Марио, нашиот ментор од Холандија, меѓу првите страни пишува архитектите се најголемите непријатели на зоолошките градини. И тоа е зошто? Затоа што архитектите го гледаат објектот. И нив им е многу битно објектот да биде виден, да биде препознаен, они да го направат најдоброто нешто што може да го направат. А објектот во зоолошките градини е најмалку битен. Затоа што животното е тоа кое што треба да биде ставено на пиедестала, не објектот. И многу често животните се ставени во имаат второстепена улога од однос на објектот. И сега јас, колку што можев и колку што беа моите познавања, се трудев објектите да бидат дел од местото каде што потекнуваат, значи да потсеќаат на дел од местото каде што потекнуваат животните, за да може некако да се вклопат во средината.
интересен проект. Да. Резултати на твојата работа може секој најде. Се надевам дека им се допаѓаат. Пати сум бил последните неколку години во зоолошката градина и можам да ти кажам дека стварно е една од побавите зоолошки градини. Така. Иако не е со многу големи буџети правена. Не. И има зоолошки градини кои што навистина добро изгледаат, кои што се навистина направени со многу големи буџети, ама твојата работа е видлива. Еве една мала Разликата на зоолошката градина после твојата работа и пред тоа е една мала паралела ќе направам на живеалиштето за слон, бидејќи нели инспирацијата ја црпев јас од живеалиштето во Холандија. Нашиот буџет беше 10 пати помал од буџетот кој што го има они да го изведат живеалиштето за слон. Значи 10 пати беше помал. Значи една греда, ламелирана греда која што има прекрасни ламелирани греди ставено во живеалиштето, тоа се дрвени греди кои што може да имаат огромни распони. Таа мислам дека чинеше нешто, не знам, 10.000 евра една греда само. Тоа беше цело живеалиште направено такви греди. И јас кога реков, може ли јас да имам ламелирани греди? Ми рекоа, не ни помислувај натаму. Така да се трудев, навистина се трудев да направам нешто да барем, нели, тоа сепак е за помладите, има едукативна приказна има зоолошката градина. Јас навистина се трудев да се вклопи во целиот тој интериер на приказната за зоолошка градина. Како еден архитект го компензира тој недостаток на буџет? Како? Ноки неспани. Обично цртав ноќе. Целата зоолошка градина е нацртана негде измеѓу 9 часот навечер и 6 сатот сабајле. Обично се изолирав во каде што работев во мојот дуќан во моментов. И така седиш, црташ, вадиш, меѓутоа гледаш, бидејќи ти правиш една идеја, нели, тоа е прво идеен проект правиш и ти кажуваат дека не може, значи ова е премногу, и тогаш гледаш да останеш во границите, барем нели оној обликот да се доживее, а вадиш некои твои претерувања, нели, ние знаеме да претераме архитектите секогаш. Така да со време, како што проаѓа време, веќе бидејќи на почетокот не знаеш која е вредноста на изведување на еден објект. Навистина, ја не знаев кога излегов од факултет колку сето тоа ќе чини. Меѓутоа со време учиш и баш еве сега ќе споменам, имаме на студентка на архитектура, која што баш ми е драго, што магистерска ќе биде за зоолошки градини. И ја и реков, те молам, не ме прашувај ништо, бидејќи јас сум ставена веќе во многу граници. Бидејќи веше знам, ова не може, тоа не може, ова е тешко, ова нема да можеме да го направиме, значи биди слободна, бидејќи студентите се слободни и тие баш прават онакви прекрасни не се оптеретени со буџетот. Да, не се оптеретени со буџетот и така да барем за магистерска можеш да направиш што сакаш. Значи со посветеност, со една голема пасија за проектот, буџетите стануваат второстепени. Не дека сега со огромен буџет не може да се направи нешто многу побаво. Така, да. Ама со една посветеност, со многу сати поминато над проектот се буди креативност. Апсолутно, да. А креативноста може да ги покрие сите буџети. Да, мислам дека може. Би сакала да истакнеме некоја интересна случка во текот на проектот. Дали па или некој најголем предизвик во креирањето на која е најинтересната анегдота таму? Сигурно има многу анегдоти. Можеш да излучиш? Па имаше, еве, например, бидејќи нели ги споменавме правилниците, на почетокот правевме објект за слон и жирафа заедно. Така требаше да биде еден објект за слон и жирафа заедно. И тогаш бевме, посетивме Белградската зоолошка градина и живеалиштето за слон имаше канал. Воден канал и имаше правило дека слонот не влегува во каналот. Значи сепак има ограда, ама не влегува во каналот и тоа како убаво изгледа и сето тоа ние го правевме живеалиштето за слон во моментот. Менторот Марио беше таму, нормално го надгледуваше процесот и во моментот кога го бетониравме каналот, во Италија падна слонот во канал. Wow. Да, во тој момент. И ние го пренаменивме живеалиштето од живеалиште за слон и жирафа, стана само живеалиште за жирафи. Каналот
Мислам дека не е затворен, мислам дека постои се уште каналот, меѓутоа има ограда пред него и правевме друго живеалиште за слонови после тоа. Бидејќи веќе имавме некои други работи кои што ги дознавме во меѓувреме. Така да, тоа е една жива материја која што постојано се менува. Значи нема стриктни правила. Нема затоа што природата е таа која што го превзема процесот. Секогаш е природата таа. Правилата, значи има само основни правила и минимални, да речеме, параметри кои што мора да бидат задоволени. Значи тоа е одржување и хранење на животното. Има делови, нели, ги напоменав за предвојување, животното може да биде болно, кога се две единки мора да се стави во друг дел, кога се повеќе, кога се група, кога има млади, тие се одделуваат. Значи има тие карактеристики кои што се битни за внатрешното живеалиште. На дворешното живеалиште само треба да има дрва, треба да има зеленило што повеќе може. Тоа е тоа што го прави ова. Еве, например, ќе го споменам тука и Војо, тој е едукатор од зоолошка градина, кој што е посебно е во делот за пингвините. Живелиштето за пингвините е, нели, го направивме најблиску што може да изгледа на карпа, на базенот го правевме, го криевме, има еден цел систем за филтрација на водата на пингвините и тоа е све скриено како во една вештачка карпа и сето тоа. Меѓутоа живелиштето никогаш немаше да изгледа толку убаво ако Војо не ги садеше сите тие растенија. Значи во живелиштето за фламинга има толку ретки растенија кои што таму растат, што минатата година ми кажа дека станало собиралиште на пчели и на оси, значи има многу други бенефити кои што таму се случуваат. Потоа над целиот дел на делот за пингвини има засадено тиква. Тиквата е како ползавец, си има качено по целото живеалиште и во есен паѓаат тикви. Ме разбирате, значи објектот како објект, тоа е максимумот кој што може да го постигне, но сето тоа, сите тие работи кои што после негователите и луѓето кои што ја одржуваат зоолошката градина го прават, ја прават зоолошка да биде онакво како што е. Така да, сепак ќе кажам дека архитектите се тука само за позадинската слика. Колку години траеше тој проект? Значи, почнувајќи 2009-2010 година, со мојата магистарска, значи заврши негде 2020-2021, значи околу 10 години беше целиот проект, траеше за реконструкција на зоолошката градина и на крај имав чест да си ја комплетирам во магистарска теза и целата реконструкција на зоолошка градина, пошто тоа ако не го ставиш на папир, ќе исчезне некаде и по совет нормално и на моите родители, значи мора тоа да го направиш, мора да го направиш тоа и на крај се случи ковидот, имав повеќе време и ја направив и таа магистарска, каде што, да речеме, го публикував на некој начин нашиот заеднички труд там во зоолошката. Сега, дури траат тие 10 години, нели се работи на проектот за зоолошка градина, сепак не оставаш да работиш само на тоа, туку веќе ги покренуваш некои други процеси и предизвици. Да, јас тоа ми е, мислам дека пред да почнам да работам во зоолошка градина една година дена, кога станав јас абсолвент, почнувам да работам во фамилиарниот бизнис, тоа е, имаме дуќан салон за керамика, за плочки. Почнувам да работам таму со двајцата мои родители, нормално архитекти. И таму ја добивам работата за зоолошката градина. Значи кога работам таму, меѓутоа бидејќи сум на самиот почеток, таму работам втора смена од 4 до 8. Првите 2 години од зоолошка градина работев прва смена во зоолошка градина од 8 до 4, а втора смена од 4 до 8 работев во салонот за плочки. Така да тоа беше еден така понапорен период. И тука се научив да работам и тогаш сватив дека може многу да се работи, а кога, нели, нормално да имаш и ноки кога се црташе, бидејќи тој креативниот процес, посебно од факултет сме така научени дека мораме ноке е најмирно, така да имаше и ноки цртање. Така да, таму почнува и се развиваат и некои други аспекти од архитектурата си ги развивам во мојот салон. Така. Сега, кога си млад и кога имаш желба, се може. Пред се, нели, твојата посветеност да помогнеш и во фамилиарниот бизнис, а и покрај тоа, нели, таму
сигурно учиш и некои многу други аспекти, не само архитектура, таму сигурно веќе се соочуваш и со продажба, однос со клиенти. Па дали се сеќаваш во првите денови на работа во фамилиарниот бизнис? Да, значи бизнисот наш е веќе 30 години, јас работам таму 15, значи 15 години претходно. Јас сум била запознаена, бидејќи и татко ми е основач на фирмата, мајка ми се вклучува во таа работа и знаете како, кога е фамилиарен бизнисот се носи дома. Така да јас 30 години го работам во овој бизнис. Сум била запознаена, сум слушала приказни, сум ги гледала нервозите на моите родители, радостите на моите родители, бенефитите кои што ги имал тој бизнис. Меѓутоа сепак кога ќе останеш сам да го продадеш производот е различно. И тука многу ми помогна психологијата. Имав еден период кога имав јас можност малце да се едуцирам и да читам за психологија, за филозофија. Односот со клиентите е правило број 1 за продажба. Значи, нема производ кој што не може да се продаде ако не имате добар однос. И тука го научив тоа, како да се однесувам, како да ги слушам, а да не ги гледам. Значи, не е битно кој ви доаѓа и кој ви влегува во дуќан, битно е да го слушнете. Битно е да ја слушнете неговата идеја, бидејќи архитектурата е медиум. Ние само знаеме како да ви го пренесеме она што вие го сакате. Значи, ние сме научени како да ги нацртаме и како да ги споиме боите, а вие сте тие кои што ни кажувате желбата. И ние треба да ја преточиме во некаква идеја. Така, сега доаѓаме пред да отидеме скроз во архитектурата и бизнисот, па и ти као бизнисменка. Не бизнисмен. Ета бизнисменката. Полесно се изговара. Архитектката бизнисменка. Ај само да разјасниме сега една работа. Ти како архитект, архитектурата, зошто е значајна за човекот? Архитектурата е едно занимање, професија, која што има посебна значење во историјата на човекот. Да, дори според некои мои лаички согледување можда е првата професија која што настанала како професионализам. Ако занемариме, нели, луѓето од голе храна се занимавале со тие работи, биле занаетите. Да. Ама како од денешен агол, од модерен агол на гледање на работите како професија, можеби архитектурата е првата професија. Дури на почетокот било измешано, уметниците биле и архитектите. Како ти ги согледуваш тие работи? Како архитекта, зошто архитектурата е толку значајна за модерниот човек? Затоа што секој се чувствува убаво во убава просторија. Секој се чувствува многу поубаво во околина каде што работите се пропорционални. Пропорцијата е коренот на архитектурата. Тоа е тоа што еден успешен архитект го учи како да го направи модулот. Значи, тоа е нели оној златен пресек, кога е некој објект во златен пресек, вие не знаете зошто е убав. Значи, само го гледате и навистина ви е прекрасен, а тој во себе содржи модули кои што се повторуваат. И сега човек кој што нормално не му е тоа професија, никогаш нема да го направи тоа така, бидејќи тука му треба соба, тука му треба кујна, тука му треба дневна и не размислува на пропорцијата. Пропорцијата е таа која што прави архитектурата убава и тоа е тоа што се учи. Затоа е, ако одговорив некако на твоето прашање, златниот пресек, да. Човечкото тело е според златниот пресек. Така, листовите се, листото дрво е според златен пресек. Дали е, уствари, човекот излезен од природата. Така. И сега, ако се затвориме еден простор, он треба пак да биде споен некако со природата. Дали архитектите успеваат преку тој златен пресек да... Видете, јас сум посетила нормално повеќе, како што напоменав, повеќе градови, каде сте се чувствувале, сигурно сте прошетали вие, каде сте се почувствувале поубаво. Дали во, еве јас Токио како споменам, еден урбан град, каде што да речеме во една населба Ропонги, каде што е со големи згради, огромни булевари, бизнис центри, и тогаш ги гледаш објектите еден по еден. Они имаат своја убавина, значи самиот објект како објект е со најнова технологија, LED светла и сето тоа, и тоа е вака интересно да го видиш. Меѓутоа чувството,
Например, кога бев во друга населба, значи блиску до оваа, се вика Джиугаука, и тоа се мали куки, оние баш јапонски tea house. Вие кога се шетате во таа населба, вие се чувствувате припадност. Истото тоа го имам почувствувано во Ферара. Тоа се антропоморфни градови, каде што се е направено во мерка на човекот. Кога е по мерка на човекот, нас ни е пријатно. А кога е све мегаломански, ние не се осеќаме пријатно. Значи, кога ќе влезете во некоја огромна куќа со големи холови, со не знам што, да, јас се дивиме можеби на тоа, покажување на моќ и на богатство. Меѓутоа, прашањето е каде ние се чувствуваме пријатно. И тоа е тоа кога архитектот го, бидејќи не дека има луѓе со различни потреби. Сега не можеме да кажеме дека е секој ист. Има луѓе кои што навистина се воодушевуваат и уживаат во тие мегаломански работи. Они се водени од нешто друго во животот. Други луѓе се водени од нешто друго во животот. Значи, кога јас како професионалец морам да го прочитам што е тоа што го бара клиентот, за да му го дадам. Значи, јас правев и живеалиште за слон. Така да, не може антропоморфно да го направам тоа, не може да го собере. Така да се е до клиентот. Значи се е до клиентот, така да не може да се даде една јасна дефиниција зошто уживаме во архитектурата, меѓутоа е убаво се да се види, а од се тоа ќе излезе креативноста и ќе даде некое решение за на крај. Така, сега паралелно дори работиш, нели, во, да го напоменеме, бизнисот иначе е Кера Про. Да. Дури работиш таму втора смена, го работиш и проектот за зоолошката градина. Кога настапува савоосигурување? Така, во целата таа, нели? Да, значи целата таа секојдневија. Зоолошката градина е еден интензивен процес првите 3-4 години, значи од овие 10. Првите 3-4 години е интензивен процес кога ние ја срушивме цела зоолошка градина. Па тоа беше едно 3 години во зоолошка само се градеше. Значи нас ни беше жалосно, значи ние гледавме само бетони. Кога замре тоа, не можеш ти зоолошка градина да биде постојано градилиште. Значи тогаш ќе избегаат сите луѓе. Затоа сите следни живеалишта беа со многу поголема пауза. Значи да речеме, не се правеа 5 живеалишта годишно, него се правеше едно живеалиште годишно. Значи мојот ангажман е да речеме 3 месеци до 6 месеци, зависи од живеалиштето. Остатокот од периодот нели кој што го имав слободен, ми се пружија неколку шанси за работење на административни објекти. Тука беше Lioness, сега Кешбек, потоа беше савоосигурување, потоа беше Парк Резиденс, значи навлегов малце во сферата. Кога викаш канцелариските, објекти, да. мислиш на канцелариски простори, да. Пак до тоа што пред малку го спомнав. Архитектот е важен за луѓето. Апсолутно. Канцелариските простори се прават за да некои луѓе функционираат во нив. За да уживаат во нив. Тоа е многу битно. Работата е 8 сати за некои луѓе, за некои повеќе. Зошто се ако куќата, живеалишето е битно за човекот, градот е битен, сега доаѓаме до канцеларискиот простор. Дори некои истражувања покажуваат дека 1/3 од животот не поминува во канцеларии. Да. До таму е важно какви канцеларии имаме. Ти ги работеше тие канцелариски простори. Како просечниот македонски бизнисмен гледа на канцелариите? Можеш да ни кажеш со какви ментални склопови се судруваше? Јас имав среќа, баш тоа ќе го кажам, сите мои инвеститори значи веќе имаа канцеларии и јас работев на реконструкција. Значи не почнувавме од нула, значи Lioness тогаш правеа ребрендирање, стануваше Кешбек и ги ширеа своите канцеларии. Сава исто правеа ребрендирање, комплетно ги реконструира своите стари канцеларии, а Парк Резиденс беше објект кој што беше значи кој што немаше, беа празни просториите и таму работевме можеби од нула да речеме. Тоа беше трет проект. Видете, значи ако 8 сата поминуваме на работа, никој не може 8 сата да биде ефективен. Значи не може, тоа е невозможно. Значи нас ни требаат периоди на паузи, каде што требаме да комуницираме со колегите, каде што требаме да се напиеме кафе, каде што во
Сава осигурување имавме дури направено просторија за одмор. Каде што ставивме една просторија, не можевме да направиме канцеларија, едноставно ставивме оние лезибек, каде што кој сака може да отиде и да земе малце пауз. Многу е битна комуникацијата. Значи, кога се прави еден објект, значи кога се прави еден распоред, нели функционален распоред, прво тоа доаѓа од директорите, кои што ти кажуваат нели како треба да бидат поставени секторите и оделенијата. Значи мора да имаат комуникација помеѓу нив. Оној затворен тип, да речеме административен, наш затворен тип кај што секој сам седи во своја канцеларија, има недостаток на комуникација. И тоа е Зошто е комуникацијата толку важна во модерниот бизнис? Затоа што имаме флоу, течение на идеи. Има течение на идеи и кога идејата ја разговараат повеќе луѓе, таа на крај се доаѓа до едно многу почесто решение. Кога имаме два сектори кои што мислат дека немаат никаква врска еден со друг, ние си работиме продажба, ние си работиме, не знам, осигурувања, значи додека не сватат зошто е осигурувањето битно и зошто е продажбата битна, нема да имаат добар производ. Значи во Сава баш тоа го направивме, беа поделени по канцеларии, мали канцеларии, ние ги отворивме, направивме отворен. Како? Ги срушите зидовите. Да, направивме. Негде имам прочитано вика со рушењето на зидовите се рушат бариерите помеѓу луѓето. Апсолутно. Значи јас барем еве, можеби убаво би било некој од Сава осигурување да дојде да ни каже како е сега да се работи во тие простори. Меѓутоа атмосферата која што беше кога дојдовме и атмосферата кога сум влегла сега од кога е веќе све нели ново и променато, како да ви кажам, јас влегувам и ако некого знаеш, веќе ти крева рака, ме разбирате, комуницираат помеѓу себе, нема оној постојан надзор, не се затвара врата. Значи луѓето се чувствуваат многу по опуштено. Значи треба канцелариите да бидат место каде што луѓе, зашто се неуспешни на Google канцелариите? Затоа што им е овозможено да, значи во текот на денот да играат видеоигра или сега добро, они се по 12 до 24 сата на работа, затоа што можат сите тоа да го прават, меѓутоа нивните канцеларии им овозможуваат да се развиваат на различни начини. Првата таква канцеларија на Google е направена во Москва, па сега више пред некои 2006-2007 година. И ја имав среќата да разговарам со проектантот на таа зграда. Кога беа направени дури спални соби внатре, со разноразни ресторани, кафетерии. И имав тогаш, тоа беше фасцинантно. Таква промена да jednostavно имате спална соба, може да легнете да спиете. Сега апропо ова што рече дека работат по 2-4 сата. Всушност Google има возможност на вработените да живеат, не да работат 24 часа. Да. Они кои што сакаат да одат дома да спијат, можеле да одат дома да спијат, а они кои што сакаат да останат овде на работа, дури имало кафетерии, различни ресторани. Да. Сакате да јадете каква храна сакате да јадете, или па ако сакате гост да примите, пријатели, другари да ви дојдат, тука можете да ги примите, имате и спортски терен. Да. Зашто го правеле тоа? Баш тоа, значи, да. Она што го спомнавме на почетокот, креацијата. Да. Што на IT компаниите креацијата им е најважна, најбитно, а не знаат кога ќе дојде кај луѓето креацијата, дали од сабали или навечер, па им овозможиле да они живеат малтене во тие канцеларии. Дури може имало и детска градинка, има, да. Можело семејството да ти дојде на Имаме, да, имам баш познаник кој што во Ирска, во Даблин, во седиштето на Google работи и остана се присели живее таму и баш од него имам слушнато како е целата концепција. Еден ден ми се јаде мароканска храна, еден ден ми се јаде америчка храна, значи они имаат различни ресторани, веганска храна, сквош ми се игра, значи сите спортски активности, значи така да мислам дека им е успешен. Сега, апропо тоа сега, кога ги правеше тие проекти за канцеларија во Скопје, значи доаѓаме до тоа дека модерниот свет има као некаков захтев за океански канцеларии. Да, многу се повеќе се бара океански. Според Галуповите некои истражувања викаат дека модерниот бизнис, луѓето во модерниот бизнис, некои 70% од работното време поминуваат во тимска работа. Само 30% во индивидуална работа. Оно што мене ме фрапира во македонските компании дека кога ќе влезете во една македонска компанија 90% од просторот е за индивидуална работа. Да. Каква дискрепанца.
Значи јас го Го замислувам постигнавте ли тие ефекти да во со сите океанскиот простор се постигнуваат ли ефектите за подобрување на тимската работа? Па, иако никога, до сега бидејќи сум зборувала со сите каде што сме ги работиле канцелариите, никој не се пожалил, што значи дека сигурно одат погоре, не одат подолу. Како јас го замислувам, како архитект, како јас го замислувам моето биро, нели, она архитектонско биро, каде што јас, нели, во мојот идеален свет, тоа е само една голема маса. Како што имаме ние тука. И тоа се луѓе кои што доаѓаат и ние работиме заедно. Ако тебе ти треба простор, ти имаш можност да се спакуваш и да си отидеш во твојата, само кога тебе ти треба, нели, онаа концентрација, мир, за да ја сработиш идејата, кога веќе ја имаш, да ја сработиш. Меѓутоа, мислам дека што повеќе луѓе работат на еден проблем, дека сигурно решението ќе биде подобро отколку јас само да работам на еден проблем, мислам. Значи, модерниот бизнис до некаде го губи моментот мое работно место. Апсолутно. Моje столче, моја маса. Јас никогаш не сум се врзала. Еве, сите овие години јас немам свое работно место. Ако ме верувате, јас се чувствував уште многу порано како номад. Имам лаптоп и мене работно место ми било некогаш и парк. Ке сум седнала на клупа додека ми трае батеријата, сум цртала. Значи не било никогаш битно, јас никогаш не сум барала во парк резиденс, на пример, кога се вработив, јас не барав моје работно место. Јас на почетокот работев на конференциската маса. Мене толку ми беше потребно. Значи мене ми беше потребно јас да можам да комуницирам со клиентите, да комуницирам со инвеститорите, да комуницирам било каде, можам во кафиш да седнам да комуницирам. Не е битно, значи мене ми е битно да имам простор да седнам да зборувам со луѓето. А работно место апсолутно не ми е битно. Значи и за различен тип активност ти е потребен друг сетинг на апсолутно на канцеларија. Да, апсолутно мислам дека и на тој начин се подигнува агилноста и продуктивноста на вработениот. Да, и свежината. И свежината и во различен простор, значи он мора да има некаков различен сетап. Значи секогаш да го доживее, дека има сега може да земе воздух длабоко и може да се усредоточи на проблемот. Значи архитектите, она што рековме зашто се важни архитектите, значи сега да се постигне и во канцеларијата, да се постигне една благосостојба на вработениот. Апсолутно, да. Да, значи мора да се тоа е, тука се боите доаѓаат во прашање изборот на бои, значи дали им се пријатни на око или дали се нападни, природна светлина, тоа е исто многу битно. Значи колку и да се трудиме ние да направиме некој простор да изгледа нели многу добро, ако нема природна светлина, едноставно човекот вене е. Значи тоа се некои, не знам, главни карактеристики каде што кога ќе влезете, значи јас како архитект, кога ќе влезам и кога го гледам мојот рендер, морам да се осеќам убаво. Значи морам да се осеќам убаво, не сакам ништо да е нападно, да нема оштри ивици, да нема некои, не знам, детали, спуштени плафони да му отежнува. Значи што почист треба да е просторот, многу е битен нормално и мебелот, нели, да има столица која што ќе му биде удобна, да има маса која што ќе биде квалитетно изработена, значи нормално со сите тие додатни елементи. За потребата на да, сите тие додатни елементи, јас многу ги почитувам сите оние скриени елементи, значи сега во новата технологија на мебелот ги имаме нели оние криење на кабли, сите тие ребрасти рбети кои што ги кријат каблите да не се гледаат. Има различни типови од горе се носи, бидејќи тука има многу фази. Електриката како ќе стигне до работното место, дали треба да има компјутер, дали не треба да има, дали компјутерот го користи секој ден. Значи за секоја работа е индивидуално. За секој оделение беше, на пример во Сава осигурување, имавме компјутерски сектор, имавме развоен сектор. Едните што бараат, другите што бараат, некои имаат архива, некои само се доаѓаат работат, на пример работат на терен, а им треба само да ги внесат податоците од денот и си одат. И затоа се обидовме да направиме една композиција значи сите да се задоволни од своето работно место и многу битно во Сава баш постигнавме на модуларност. Имаме ставено помали маси, меѓутоа ако некој има потреба може да земе 2 работни места, може да земе пошироко работно место. Значи оставивме после вработените сами да си го креираат просторот. Значи не е она толку строго направено, ти доаѓаш, седнуваш на столче и не можеш од тука да мрднеш. Баш сега се случи. Кој му треба? Има повеќе хартија, зима 2 работни места. Кој му треба повеќе простор затоа што пишува, го зима спротивното место наспроти него.
Значи баш сега многу самиот простор станува динамичен. Значи просторот се прилагодува на корисникот. Апсолутно, не може да се направи строг простор. Мислам, луѓето, секоја индивидуа си го прави својот простор за себе. После, мислам, они си го украсуваат, па се ставаат слики од фамилијата, па се ставаат некои додатни елементи, значи мора да се остави. Го индивидуализираат. Тука, нели пак ќе се вратам кај зоолошката градина. Јас ќе направам што ќе направам, ама после растенијата треба си го направи сега по негови стандарди. Значи, сепак архитектурата има едно, нели, доаѓа до едно одредено ниво архитектура, а после тоа е она живење или работење. Значи, после тоа додатно се дооформува просторот. Едно прашање само не го одговоривме. Колку македонските бизнисмени се со open mindset или со отворен mindset да ги пратат овие светски трендови на работење и уредување на канцелариите, нели да помогнат во продуктивноста на работата? Видете, македонскиот пазар веќе стана пазар на мешани бизниси и многу често не имаме инвеститори или коинвеститори или соработници кои што се од странство и тие веќе ги наметнуваат овие начини на работа. Значи сите канцеларии кои што сум ги работел, Саво осигурување е словенечка. Лајонес исто, Кешбек исто имаат, не знам, мислам дека се австријска, мислам дека се. Во Парк Резиденс работевме англиска компанија, која што беше кол центар. Значи, они доаѓаат веќе со своји решенија. Значи, има не своји решенија, него ние сакаме да имаме геймрум. Ние имаме потреба, например, самите вработени имаат потреба пинг-понг да играат. Едноставно бизнисмените дури немаат ни избор тука дали ќе сакаат да го имплементираат сето тоа. Значи, они мораат да им изгубат све. Апсолутно мораат да им дозволат на вработените барем за момент да се осеќаат дека нив им се пријатни просториите. Значи, јас имав можност да работам и во администрација, значи во Министерство за одбрана. Таму бевме само по канцеларии. И тоа е тоа. Значи, протокот на информации е многу тежок. Многу е тежок. И тогаш имаш... Дали е тоа поради природата на Министерството за одбрана, веројатно овој протокол на информации треба да би контролиран? Или е тоа поради тоа што државната управа е најспора во тие реакции на модерните текови? Најспора е. Тоа е, значи таму со самите реконструкции на просториите во кои што работат се случуваат многу доцна. Они тек сега го имаат сменето од теписон, оној стариот теписон на ламинат. Значи, буквално, сега тоа е веројатно заради буџетот и не сакаат да инвестираат нели во просториите на сите административни објекти. А македонските архитекти, македонските дизајнери кои што работат на канцелариски простори, колку они ги прифаќаат модерните текови? Модерниот пристап на дизајнирање на... Па мислам дека немаат избор. Мислам дека сепак е тука инвеститорот тој кој што ги наметнува прв. Значи зависи со кого работите. Тоа е тој кој што ги поставува правилата и текот на формирање на еден канцелариски простор. Тоа се барањата на неговите вработени, значи не се почнува... Дали не е улога на архитектот, дизајнерот дури да се наметне некој пат на инвеститорот да... Ако се наметне, не значи дека ќе биде прифатено. Не викам дека ќе биде прифатено, Значи, јас секогаш кога сум работела во еден дел секогаш експериментираш. Например, секогаш би сакала да ставам нешто плюс, не е секогаш прифатено. Значи, нема време... Кои причини не се прифаќаат тие работи? Поради буџети или поради мајндсет? Его? Тоа... Па не можам тоа да го одговорам. Стварно не знам. Стварно не сум била баш онака директно влезена во некаков конфликт и да одбранам некоја таква просторија, па да кажам дека заради тоа и тоа било. Така да, може би во некоја следна прилика, кога имам некое друго искуство, ќе ви го кажам. Најмодерниот пристап во премување на канцелариските простори е дизајн на биофилија, каде што природата треба да се одглуми во канцеларијата. Пак доаѓаме сега тој златен пресок да каде што човекот е премногу одвоен од природата, некако мораме да се вратиме према природата, пошто ја губиме таа спирала на поврзаност со центарот, со изворот. Баш еве во Парк Резиденс правевме ни канцеларии, тоа беа за англичаните, така ги викавме ние кол центарот.
они ги отворија канцелариите кон Вардар и целиот тој плоштад пред нивните канцеларии го уредија со клупи, со мали клупи за седење, со амфитеатрална една клупа имавме направено, шарена која што беше, цртавме графити и се гледам како што проаѓа времето, они продолжуваат да го уредуваат се повеќе и повеќе тој простор. Значи, природата внатре е многу тешко да се внесе. Значи, прво мораме да имаме убава природна светлина за да можеме да ја внесеме внатре природата. Многу е полесно да го изнесеме вработениот надвор. Барем на еден дел од денот, бидејќи еве Македонија барем има многу сончеви денови, можеби не овој период сега, овој мај е чуден. Ама имаме 8, 9, 10 месеци. Тоа, значи имаме убави, да. Значи може секогаш да се уреди еден дел, да се направи еден двор, да се направи некаква тераса, некаков простор каде што ќе може да се впие малце сончева енергија и се разбира растенија. Значи, ако има можност за растенија, јас се обидувам секаде да ги ставам, така да растенијата го прават на просторот да биде многу помек и ги со нив се губат сите оние оштри линии кои што ние во архитектурата мораме да ги поставиме. Сега, зборуваме за сите тие креативни работи еден архитекта што ги има. Сега ти денес си и во бизнисот. Како еден архитекта се снаоѓа во бизнисот, во бизнис релациите? Колку му е природен бизнисот, колку му е стран, колку има отпор према бизнисот? Па видете, значи пак е го напоменам истото дека сум порасната во фамилија која што го има оформено тој бизнис. Јас го наследив бизнисот од моите родители. Како? Прво, значи тој бизнис се разработен. Нашиот бизнис, бидејќи јас не бев, јас работев таму, па потоа си продолжив со моите активности и работење на поразлични проекти, па потоа работев во Министерство за одбрана 4 години. Тој момент да не го испуштиме Министерство за одбрана, не е проблем. Работно искуство може да го надоврзиме. Добро. Да, ќе се вратиме на тоа. Значи работев во Министерство за одбрана и после дојде моментот кога дојде моментот да го наследам бизнисот. Јас не влегов размислувајќи за бизнис. Не влегов размислувајќи сега јас ќе земам и ќе го поплачам Скопје. Има сите да купите плочки. Баш напротив, јас влегов, самиот дуќан беше стар, мислам дека околу 15 на години или 20 години, не можам да се сетам точно на оваа локација колку време бевме и имаше потреба да се реновира и јас влегов со креативниот процес. Значи мојата задача беше и првата задача. Пред да дојде сега да го преземеш бизнисот сега. Има една работа кога се семејните бизниси во прашање. Многу интересна работа е пренесувањето на бизнисот од една генерација на друга. Значи тоа посебно во бизнисите посебно се проучува тој момент затоа што многу бизниси тука страдаат. Дури може да ги снема. Како дојде до пренесувањето сега на бизнисот од една генерација во друга во твоето семејство? Затоа што по старата генерација тешко е да пушти. Па бизнисот се пренесува 15 години. Значи 15 години се пренесува. Значи најпрво учиш како од основните работи, како да го продаваш производот. Значи тоа е на прва работа, како да го продаваш производот. Па потоа учиш како да разговараш со клиентите, како да ги изведуваш објектите. Значи тоа се едно по едно постојано се учи. Па потоа малце навлегуваш и во оној административниот дел, значи водење на фактури и сите тие МТГ и како беа сите скратеници, МЕТГ, МЕТГ мислам дека е, и ПЛТ. И тоа сите скратеници додека ги научиш, значи тоа е постепено едно по едно, значи како што ти не можеш да ги научиш тие работи ако не работиш. Значи мораш да имаш проблем за да го сработиш. Да седнеш во канцеларија и да прашуваш сега што да правам, не можеш да направиш. Доаѓа проблемот, седнуваш, го проучуваш проблемот, го учиш и продолжуваш понатаму. Не можам да кажам дека се случила некоја баш граница кога јас сум го наследила бизнисот, него едноставно постепено тоа се случува. Знаев дека еден ден јас ќе го наследам тој бизнис, сакав да излезам затоа што сакав да имам нови искуства и сакав нормално да нешто да променам, нешто ново, да направиме нешто ново интересно за постојано збориш од твој агол. А татко ти како се чувствувал во тие?
Татко ми многу би ми било драго и он да е тука. Да? Татко А он ми едноставно одлучи се пензионирам, готово се станувам, не сум више тука. Татко ми е најсрекниот човек која наполни 64 години. Да? Да. И Татко ми е... од утре вика више не доаѓам и не се меша. Да, не, видете, он не се меша. Татко имам искуство со многу други наследници на бизниси кои што се жалат дека родителите и понатаму се обидуваат да влијат на одлуки на водење на бизнис на. Каква е јас имам многу јас и татко ми сме исти. Најубаво се караме. Најубаво се караме, меѓутоа нормално многу се сакаме. Имаме исти цели, но различен пат. И ние, кога ја почнеме проблемот да го решаваме, јас почнувам еден пат, он почнува друг пат. Додека свативме дека имаме иста цел, тоа беше војна. Војни си водевме. Ама сега знаеме и дека целта ни е иста. Така да многу лесно се читаме еден со друг и секогаш даваме исти одговори на прашањата. На татко ми, мислам дека му беше многу полесно, значи да ми го остави бизнисот. Мислам, бизнисот беше, да речеме, постепено предаван, затоа што годините пред јас да дојдам, беше поставен директор, значи иако беше мајка ми директор на Керапро, татко ми, иако е основоположник на бизнисот, никогаш не беше директор, он е младши референт. За татко ми треба посебна приказна, нема да се овере све за него да се каже тука. Имаме директор, значи Ване Крстевски е директор на Керапро, кој што го превзема водењето последните години, бидејќи за жал мајка ми се разболе и не можеше да биде дел од работата. Ване го превзема, Ване го водеше, Ване ги научи сите работи што требаше да се научат. Значи мислам, јака му душа, ете тоа ќе кажам за него. Значи он го зема од продажбата до увезувањето на плочки, до комуникација со клиентите, до изведбата. Значи водеше све сам. Јас му дојдов тука него како испомош, го превземав, иако е он архитект, јас го превземав делот со дизајн, со реконструкција, со реклами, со медија, со сето тоа го превземав јас. Он повеќе остана да се концентрира на сите тие работи за да бизнисот се води по таа истата патека по која што се водил. Нормално ние си правиме сега и некои нови поставки, како ќе го водиме, што не се целите сега следни. Тие некако никогаш не сум имала некоја јасна визија вака и вака ќе направам или толку и толку некоја бројка ќе продадам или цена или не, јас се водам малце повеќе од ден за ден. И јас сакам да ми е мене убаво на работа, јас сакам цело време да имам нешто сработено, више година дена како што го реконструиравме салонот, јас не можам да престанам да менувам работи. Значи исто така јака им душа на тие што работат кај нас, бидејќи само имам нешто за да пренесам овака повеќе, ми се свига така повеќе, ми се допаѓа и ако сватив добро, од преземањето на бизнисот една од првите активности била реконструкција на салонот. Да, комплетна реконструкција на салонот. Зошто беше неопходна реконструкција на салонот? Затоа што се менува поради текот дотраеност или поради Не, се менува во разговор со колегите мои архитекти, кои што нормално си работат интериери и сето тоа. Сватив дека нас веќе, затоа што се смени начинот на презентација на проект, веќе не ни требаат оние големи панели за презентација на плочки. Сега секоја плочка ја што ќе ја донесам, треба 6 плочки да залепам, да наредам, тежок и процесот за промена. И јас сватив дека сите тие требаме да ги иземеме од дуќан, значи сите тие големи експозиторе за, значи сите тие панели за презентација, големи панели за презентација на плочки, јас ги извадив, дуќанот изема воздух, пошто се добив една многу голем простор, и презентирам само плочка како единка. Значи ти треба да ја видиш плочката, да ја видиш бојата, да ја почувствуваш, да го видиш материјалот, дали е каква е плочката, и јас навлегов малце повеќе во музејска поставка, затоа што брендовите кои што ги носиме, ние се лидери во керамика и на дизајнот во Италија. Тоа е Панарија груп, секогаш новитетите излегуваат од таму. И ти кога треба да си репрезент на една таква групација, ти мораш да си секогаш на највисоко ниво на презентирање на нивниот производ. Кога клиент ќе влезе таму, значи не е само визуелниот дел, значи тука е и музиката која што вие можеби не ја приметувате, секогаш во позадина е избрана. Кафето кое што ќе го испиете, секогаш италијанско кафе кое што е, не знам, Леонардо или Микеланджело се вика. Мирисите
сите. Значи јас работам на сите сетила, имам светлото. Значи имам многу работи на кои што јас сакам клиентот кога ќе дојде да се чувствува пријатно. И значи има една музејска поставка, има различни светла, има светло кога ќе влезете, каде јас го насочувам клиентот прво да му отиде окото, па после палам светло кога ќе влезе, па тогаш може да види еден друг дел, па има патека на движење, што прво треба да види, каде да му се фати окото. Ја тачно знам клиентите каде одат и после кај ќе се вратат. Точно знам што ги интересира и како некои работи не им се веруваат, бидејќи ние презентираме едни плочки кои што се 3 милиметарски, кои што се со димензија 3 метра на метро. Луѓето кога ќе влезат не ги забележуваат. Најпрво мислат дека сме ставили некаков тапет. И кога ќе поминат све и кога ќе сватат затоа што ќе се појават уште некаде во салонот, и кога ќе сватат дека тоа постои, кога ќе излегуваат од салонот, ги гледаат повторно плочките и сваќаат дека се плочки. Дека се како уметничко дело. Значи, тоа во салонот што го имаме ставено е уметничко акварел дело од Венеција, насликано, на 3 метра на метро плочки. И сега сите тие работи јас нормално прво ги анализирав, разговарав со архитекти, разговарав со клиенти, разговарав со постари, разговарав со помлади, морав да го научам целиот асортиман кој што се нуди, сите фабрики што интересно нудат, и тогаш седнав, се затворив 3 месеци у канцеларија, не разговарав со никого. Направив нешто и после тоа 6 месеци ми излезе душата. И сега, кога викаш дека сите тие моменти сетилата да се разбудат, зошто е неопходно да во салонот така се креира? Што повеќе сетила се активираат, то поголема е можноста клиентот да му оставиш поголем впечаток. Да. Така се остава впечатокот. Тоа е психологија веќе на придобивање на клиенти. Значи, тоа знаење за психологија на придобивање на клиенти, од каде го доби? Многу имам читано. Многу имам читано. Сама имаш истражувано? Сама. Многу. За успех во бизнисот не е доволно само некој да ти го остави бизнисот. Не, психологијата. Морате да го надградите. Психологијата е секој кој што сака да биде успешен. Значи прво е личниот развој. Значи таа психологија не ја започнав јас учитањето на психологија за да јас им ги продадам плочките на клиентите. Тоа ми беше се случи. Меѓутоа личниот развој, каде што вие се пронаоѓате, кој сте, што сакате, тоа е тој кој што потоа те става на еден пиедестал, каде што многу полесно решаваш некои други работи во животот, каде што природно ти доаѓаат веќе. Значи не, јас сум го прочитала тоа некаде, меѓутоа некако текстбук. Сега јас го прочитав и сега го имплементирам. Него тргам поаѓам од себе. Значи, кога јас поаѓам од себе, дали поубаво се осеќам негде кај што пријатно ми мирисало. Например, секој кој што ќе влезе сега во салонот вика, ама баш убаво мириса. Лаванда мириса. Значи, не е нешто посебно, не е дека јас берам цвеќиња од Италија и ги носам. Значи, мириса на нешто пријатно. Музиката која слушаш во позадина, ако си бил во Италија, ќе се сетиш на некој звук. Венеција ја гледаш тука. Значи, искуството е тоа кое што е многу полесно после да клиентот има клиенти, значи кои доаѓаат се строги и оштри и не сакаат да разговараат и доаѓаат само плочки да купат и тоа. Јас уживам. Значи, јас на крај пијам кафе со нив. Јас сакам, такви клиенти ми се уште поголем предизвик. Значи, јас со секој клиент сакам, не сум она као клиент доаѓам да ти продадам плочки, не, јас сакам да остварам контакти. Контактите се тие кои што после ќе ти ги отворат вратите во некои други сфери. И заради тоа сум работела и толку многу работи, мислам, од различни типови. Сега, главните партнери се реновирани светски компании. Да. Колку они помагаат при креирањето на... Мене лично ми помогнаа многу, затоа што јас имав пак се тие склоп на околности. При самиот почеток на реновирањето на салонот беше главниот извршен директор на Панарија Груп дојде тука кај нас во посета. Јас го презентирав моето решение на А4 листови, го шетав низ градилиште, не беше целиот салон, и јас му кажав, ова ќе биде тука, ова ќе биде. Ја знаете како као музеј, ова сето го замислувам. Тука ќе бидат фрагменти од слики каде што вака ќе ги доживеат. Јас имав 100% поддршка од нивна страна за целиот асортиман и све што посакав да добијам од таму го добив. Така да буквално, мислам, ја препознаа мојата идеја,
Отпосле дознав дека и бидејќи они постојано ги менуваат нивните салони нормално во Италија, во моментов сите салони во Италија одат на таа музејска постава. Овие фабрики го поставуваат нивниот производ како уметничко дело. Кога продавате таква керамика, значи вие треба да имате во вашиот дом уметничко дело. Значи ја не ви продавам плочки за да ве заштитам од вода. Јас ви продавам плочки да кога ќе влезете вие во вашиот тоалет, ќе се осеќате како кралеви на Италија. Значи ќе се осеќате пријатно, значи ние работиме на секој детал. Тоа е целата работа. Значи ние не само што ги ја продадеме плочката, бидејќи сме сите архитекти, ние го работиме комплетниот дизајн, потоа и плюс ви помагаме во техничко решение на тоалетот. Значи дали ќе имаме промена на инсталации, дали ќе имаме промена на водовод, на светло, на сето тоа до последно, до пешкирачи, значи каде да ставиме ако има потреба, и со сите сум пријател на крај. Значи секогаш со сите клиенти сум останала пријател и многу дружби и моите родители има до ден денеска баш од луѓе кои што им влегле како клиенти во дуќанот. Еве така ја и Венцо се запознавме. Сега, она на почетокот што рече, една од првите генерации си на факултет кои што почнале да користат компјутерски технологии во презентирањето на. Колку ти се значени сега денес во тие компјутерски технологии, тие 2D, 3D анимации? Апсолутно многу и постојано, затоа што јас се научив просторот да го гледам во трета димензија. Јас цртам директно во трета димензија. Значи јас работам Архикад. Архикад е баш програм за работа во 3D, каде што можеш сите грешки да си ги забележиш многу брзо, затоа што кога шеташ низ тридимензионалниот простор, гледаш ако си заставил гредата низ скали. Тоа се гледа веднаш. И така го визуализираш и така го осознаваш просторот. Значи јас било кој проблем, значи било кој проект кога мене ми се дава да го работам, јас прво седнувам и го цртам во 3D. Значи веројатно никогаш не можам да сватам хотел, огромен хотел. Не можам ја да го сватам. Колку и да шетам низ него, не знам каде е што е. А кога го имам проектот, го цртам јас 3D-то и јас веќе точно знам каде е што и како понатаму ќе ги поставувам решенијата. Така да за мене е многу битно и се разбира тука е и она надоградба. Например, јас го работам Архикад, меѓутоа Архикад не е програм за интериери. Тоа е малце повеќе за екстериери. Сум работела и интериери, меѓутоа ние ситниците не му се баш, не ги обожава најмногу и е малце по-бавен, да речеме, за да ги нацрташ сите тие работи. И ете, се од кога дојдов во Туѓан, го научив да го работам SketchUp-от. SketchUp-от е програм исто за цртање во 3D, меѓутоа е многу брз за работа за купатила. И тука многу лесно ставаш плочки, многу лесно ги ставаш оние украсни елементи, значи секогаш можеш да се надоградуваш. Значи компјутерите се задолжителни, it's a must, меѓутоа никогаш не останувате на јазикот кој што го работите. Ако вашата работа бара нешто друго, научите го тоа друго, затоа што кога го имаш темелот на првата, многу е полесно веќе да се надоградиш во било која. Одев и на 3D Max, исто на курс, меѓутоа кога видов дека 3D Max-от ми го нуди сето она што можам со Архикада да го направам, го завршив курсот и себе, што тоа имам дипломата, ако треба да се вработам негде. Меѓутоа си останав на Архикадот и ете сега во комбинација со SketchUp-от и така една плејада на различни јазици. Значи, тебе како архитекти се важни тие софтвери. Да. Колку на клиентите им се важни? Па сега веќе сите се научија да бараат рендер. Сите се научија, сакаат сите да го видат тоа, дури сега јас се надевам дека во некоја блиска иднина и VR-от е сега многу развиен, дека клиентите дури видов дека имаме едно биро во Македонија архитектонско кое што им нуди на клиентите проектот да си го видат со VR ночари. Значи го цртаат и после вие се шетате низ просториите, така да мислам дека иднината е таму. Дефинитивно. Сега знаете со АИ што ни се случува, дека веќе почна да ни ги поставува решенија, почна да поставува архитектонски. Значи почна и да решава архитектура, меѓутоа сега ќе видиме до каде ќе стигне и тоа.
Добро, ли креацијата на Да, друго, пак да. потешко А, да се да, постигне. меѓутоа, знам дека има доста бенефити. Значи, решава некои многу добри работи каде што помага Artificial Intelligence за решавање на некои за решавање. Спориме онаму каде што има математика, онде каде што има статика, значи таму многу помага и ти вика не можеш да излезеш од тука, значи тоа ти се границите. Веројатно кога се почнале првите 3D рендери да ги правите на факултет, некои стари архитекти се уплашиле што ќе прават се они, што ќе работат. Модерните технологии само го олеснуваат животот. Апсолутно, Не да. го злоупотребуваат. Ако ние самите знаеме да ги користиме на позитивен начин. Да. Од нас, значи, зависи како ги користиме. Да. Да, имаше, на почетокот имаше, затоа ви го кажав тоа, значи имаше професори кои што не тераа да ги прецртуваме. Значи ние на джам, на стаклена маса, доле проектот залепен, дозгора хартијата и ние цртаме. Значи сме го правеле тоа. Не ни дозволува, а нас ни беше многу полесно да работиме. Вешачката интелигенција нешто Да. слично ќе биде едно Така, добро да. подобрување, Ќе мораме да научиме да ја само со креацијата, а не со тие математички баш пресметки. така. И на крај крајот ќе дојде до тоа да се избегнуваат тие некои базични грешки. Да, и несреќи, да. Така. И сега доаѓаме до момент каде што Кера Про нели веќе ја превземаш, ја водиш првите работи кои што биле неопходни, како си ги замислувала, веќе се ги реализирала. Од аспект на бизнис, ајде да ја наречам визија на Кера Про, како го гледаш бизнисот од аспект на развој, водење, дали тука е многу значителна улогата и на директорот или сепак ги превземаш тие работи во своји раце, бидејќи тие знаења се поразлични од архитектурата, па треба да се дојде до тие знаења на крајот на денот и да се имплементираат. Видете, како го гледам, мораш да имаш некоја визија, се разбира, за секој бизнис мораш да имаш визија. Визијата се темели на околината. Како околината се однесува и како околината те прифаќа. Ти поставуваш некој модул, меѓутоа тој модул може да биде прифатен или неприфатен. Она што можеби нас најмногу ни недостасува како една бизнис заедница се линковите и врските. Значи ние не соработуваме многу, не сме врзани во некоја, да речеме, бизнис заедница каде што едни со други си ги презентираме производите. Јас, уште на почетокот кога го правев салонот, го замислував као концепт стор. Значи, кога еден клиент доаѓа таму и гледа плочки, него нормално дека му треба и светло. Значи, него е нормално дека ќе му треба, ако работи за канцеларија, дека ќе му треба и мебел. Значи, јас би сакала, значи, да се развие, да можат многу повеќе бизниси да бидат презентирати во нашиот салон. Исто така и за млади архитекти. Бидејќи јас навистина многу сакам да работам баш со студенти, на неколку сум имала и можности да предавам баш за зоолошка градина неколку пати, да правиме и работилници и стварно беа успешни. Нив исто сакам да им стојам на располагање да било кога дојдат, може да го искористат просторот. Без разлика, немаат кај да работат, им треба, ние имаме конференциска маса, да можат да дојдат да се осеќаат слободни, да поминат саат, два, да се изработат тоа што треба да изработат. Со клиентот треба да се видат. Треба да се видат за плочки, меѓутоа треба да разговараат уште за 3-4 фази. Слободно, јас би ги оставила, би се повлекла во мојата канцеларија, значи би сакала да виде тоа сите простори да функционираат како малце поотворени простори. Не сме ние затворени врати. Ништо не сакам да биде позади затворени врати. Значи би сакала да можеме што повеќе да функционираме повеќе бизниси воедно. Така ќе биде многу полесно. Пак ќе го ставиме нели ќе го вратиме. Кога седиме 10 луѓе на маса, многу поинтересни решенија ќе добиваме откако јас и моите плочки и 20 години и сите кои што работиме во истиот бизнис 20 години ќе донесеме нови одлуки. Нема да донесеме ние нови одлуки, ќе го водиме бизнисот онака како што го воделе моите родители. Значи ново време, нови се потребите, нови се клиентите, Инстаграм, Фейсбук и многу нови Pinterest, така, многу нови идеи, многу нови медиуми, значи мора да си во тек со времето. Ама неколку пати рече би сакала. Би сакала да. Би сакала да дојдат, ти да се повлечеш, да доаѓаат колегите архитекти да го користат просторот. Ми зазвуче као да во реалност не е баш така. Не. Зошто? Не. Тоа ми изненади колку се луѓето затворени.
Затворени се, а? Многу се затворени. Архитектите се затворени, дизајнерите, Општо, колегите? општо се сите затворени. Не ми е не Зошто ние во Македонија сме затворени? Не знам. Тоа ми е стварно дали можеби се осеќаат непријатно. Дали можеби не се научени дека така просторот може да се користи и да функционира. Мислам дека кај младите тоа повеќе го чувствувам, дека они се малце една по друга генерација каде што се нели баш со оние номади и они сакаат да бидат отворени, да се своји, да се креативни и се, а оние постарите баш не го практикуваат тоа. Сегде каде и да пробав да влезам, налетав на ѕидови. Баш налетувам на ѕидови. Дека луѓето се плашат дека ти ќе им го земеш ли производот што го продаваат. Значи јас немам никаков интерес да почнам да се ширам во друг бизнис. Значи мене многу полесно ми било кога ти си ја работиш твојата работа, јас ја работам мојата, а ние правиме заеднички производ. Затоа што една куќа нема само ѕидови. Таа ги има сите овие елементи кои што ние ги изборуваме. И кога ти ќе можеш да отидеш на едно место и тебе, на еден клиент, јас на сите мои клиенти им давам по 10 телефони. Ќе се јавиш тука, ќе се јавиш тука, за ова ќе се јавиш тука, за ова ќе се јавиш тука. Значи, клиентот, зборуваме за обичен човек кој што не е во градежништвото, не знае каде да се обрати. Не знае каде да оди, каде следно, каде да купам нешто друго. И јас би сакала да направиме мрежа. Тоа е тоа што ни фали. Нас ни фали мрежа. Овде во Македонија нема мрежа. Сите сме си ние единки и сме многу успешни. Што можеме да направиме да промениме таа ситуација? Еве ќе го пуштаме во интервју постојано. Така е, информацијата видете, да се пренесува. Видете, таа енергија која што ја носите вие, која што имам јас, веројатно се појавува на се повеќе и повеќе места, се наоѓаме и полека се врзуваме. И кога ние ќе се врземе, кога ние ќе направиме една успешна приказна, а луѓето кои што си ја сакаат работата секогаш исплевуваат со успешните приказни, сакале или некеле ќе мораат да се наклонат на нашата страна. Значи ние сме пионири. Секогаш се гледам себе си дека сум ла ренесанс. Значи одиме со нешто ново, правиме некоја револуција во она што веќе, значи компјутерите се тука, artificial intelligence доаѓа, нови начини на продажба, интернетот е тука, нели многу луѓе веќе посебно со ковидот се научија да работат и да си купуваат работи на интернет. Значи ние мораме да ги сплотиме сите тие работи заедно и ние како бизнисмени да направиме еден нов модел на работа. Мрежата и нетворкот е тоа кое што е многу битно и кое што тука го нема. За жал. Ти благодарам на сите овие работи затоа што ја у сите сторителинзи до сега што ги направивме управо тоа го нагласувам. Значи, доаѓаме во времења кога бизнисите мора да се врзуваат во алијанси. Апсолутно. За да бидеме успешни, за да на клиентите им понудиме нешто плюс. Затоа што баш тие современи технологии на клиентите им возможуваат да многу лесно со фабриките дојдат во контакт. Со еден клик. Да, со еден клик веќе може да дојдат таму. Да. Ама ако ние им дадеме бенефити, и искуство. Они ќе бидат демотивирани да отидат кај производувачот. Затоа што нашата работа не е само да го донесеме денес производот. Апсолутно. Денес е да направиме да тој производ лесно се имплементира во објектот и да се добие тој максимално чувство да емоциите се покренати. Да. Сите сетила да бидат активирани. Сега би сакал малку да отидеме на една друга тема за Ивана. А тоа се незините хобиња, како да ги нарачам, интереси кон спортот. И сето тоа што го зборевме претходно, сите овие храбри предизвици кои што ги превземаш, нели бестрашно едноставно се впушташ кон тој предизвик и веруваш дека можеш да го исполниш и да го оствариш. Морам само малце да те прекинам, баш за тоа бестрашна. Јас пред секој проект чувствувам страв. Меѓутоа, стравот е една позитивна карактеристика, стравот не е негативна карактеристика. Стравот е оној кој што ќе те натера да отидеш на едно скалило погоре, да истражиш. Значи, ја не сум бестрашна. Баш напротив, јас многу се плашам пред секоја работа, затоа што мислам во тој момент, посебно еден ден пред да почнам на нова работа, јас сум блокирана. Јас мислам дека ништо нема да направам и целата кула од карти ќе се сруши. Меѓутоа, тој кој што мене ќе ме натера да станам са бајле
И одам понатаму. Значи, немојте да се плашите од стравот. Да. Значи, не да се нема страв, да се има или позитивно да Апсолутно, се прифати. позитивно со еден позитивен мајндсет, со еден позитивен став дека тоа ќе биде нешто што ќе ни даде мотив. Баш така, баш мотив повеќе, да. Так. И сега за да се пројдат сите тие предизвици, ќе го спомнам фристайл скијањето. И тоа Мојата љубов. Така. И сега самиот збор, самиот спорт кажува фристайл скијање. Тоа е скијање на стази, нели, кои што не се баш едноставни за возење. Скијање надвор од стази. Надвор, одлично го кажа. Да, скијање надвор од стази. Тоа и психолошки покажува како сите овие предизвици устекот на животот, бизнисот, нели, заедно ги пребродуваш и ги поминуваш, така и тука мислам, тоа си ти. Значи, јас сум најголема љубов, значи, од спортот ми е скијањето. Скијам од мои 4 години, се ако не се лажам 4-5, еве да не претерам нормално. Скијам како нели сите деца, одиме во ски школи, скијам со помош на моите научат и колку што нели дозволува, бидејќи скијањето е спорт кој што не може да се низ цела година да се практикува, нели ги користиме оние зимски периоди најмногу што можеме. Одиме во ски школи, тоа ни се едни посебни искуства каде што ние сме биле сместени во хотел, сме уживале, сме се дружеле, сме имале секакви разни анимации надвор од скијањето, сме смрзнувале, не сме плачеле, сме паѓале, значи се ни се случило до еден момент кога таа желба за скијање и љубов кон скијањето не станува дел од тебе. И тогаш ја засакувам природата повеќе него се друго што сакам. Срекна сум што имам викендичка во Маврово и секој слободен миг од мојот живот сум го поминала таму, дури и сама. Исто така имав среќа што е на екипа на факултет бевме сите скијачи. И бевме иста генерација и бевме скијачи. И сите станавме фристайл скијачи, целата таа екипа, затоа што јас лично имав 64 дена на скијање во една година. Значи, професионалните скијачи имаат 64 дена, мислам, во една година. Значи, ние колку што можевме, максимум седевме таму. Кога си 64 дена во годината на скијање, ти скијаш на дожд, на лед, на снег, на вода, на длабок, на секоја агрегатна состојба на снегот имаш искијано. Имам паднато на сите можни начини кои што може да се падне. Фала Богу, секогаш сме можеле да имаме опрема, па имавме кациги, но се научивме да носиме. Иако ние бевме онаа генерација која што беше, ние кациги. Не, па ние сме многу добри скијачи. Но дека не паднавме сите на глава, па седавме цел ден на бачило и си отидовме си купивме кациги и од тогаш никогаш не ми се случило. Сега имам и бек протектор и сите можни гаджети кои што може да се стават на мене. И тука, кога веќе скиеш на стази, веќе ти е досадно. Тоа можеш да го правиш 20 дена. Каде се уште 40? Ги ставаш скиите на рамо и ја фаќаш првата лева кривина. И почнуваш да ги гледаш врвовите. Ај на оној, ај на овој, и така полека, ај сега види, пробај вака, ај пробај напред тежината, пробај назад тежината. Имавме среќа, излегоа пред некои, да не излажам, ама сигурно има 20 на години, кога не можам точно временски да кажам, ама мислам дека се околу 15-20 години, која излегоа фристайл скиите, тоа се скии со 2 врва, кои што малце повеќе ни овозможија, значи ние да се осеќаме слободно кога влегуваме во длабок снег. Си ја префрливме тежината кај што требавме, нели, позади, влеговме во длабок снег и тука се новите искуства. Влегување во шума и скијање во шума е искуство кое што не може да се спореди со ниедно друго. Скијање под длабок снег, иако изгледа екстремно, не е. Затоа што кога ќе влезеш во длабок снег, ти немаш брзина. Значи се намалува брзината, бидејќи ние сме научени да се пуштиме по стаза, дури те држат нозете. А кога влегуваш во длабок снег, ти мораш да вртиш и така ги одбегнуваш, значи со усперувањето, значи со триењето од снегот се намалува брзината и ти си многу поспор и ти уживаш. Значи тоа уживање мора да се доживее. Значи до тебе се, значи имаме некој растојание измеѓу метро и 2 метра од едно до друго дрво. Обично скијаме во првите денови кога ќе падне снегот, што значи дека сите дрва се полни со снег. Тишината која што се доживува таму е исто уникатна, бидејќи кршењето на звукот е различно
И тука е еден мир кој што, чи освен оној екстремниот момент и недозволениот момент, тука има еден момент на мир, на тишина и на нирвана. Значи, секој кој што го пробал тоа, никогаш не се откажал повеќе, колку и да паѓал. И после тоа си влече своји проблеми, ама да не навлегуваме, немаме толку време. И сега, што значише за тебе фристайл скиењето? Слобода. Слобода. Тоа ти дава да јас можам да скијам на било кој терен. Значи, јас сакав, тоа ми беше неостварена жела, мислам дека зашто и се вработив во Министерство за одбрана. Ама кога се вработив во Министерство за одбрана, останав бремена и сум мајка на мојата керкичка Ирис, која што еве сега ќе полни во сабота 4 години. Мене ми беше желбата да ми дадат хеликоптер и да ме пуштат на шапка. Значи, тоа ми беше целата желба. Јас што работев во Министерство за одбрана, целта ми беше јас само да ме фрлат од хеликоптер за да негде проскијам на некој врв. Па имаат ли хеликоптер? Имаат хеликоптери, да, имаме база за хеликоптери. Меѓутоа, небото над воздушниот простор на Македонија е само на армијата. И не може приватен хеликоптер да лета. Wow. Значи, тоа се посебни дозволи, посебни многу тешки дозволи. И јас влегов во авиација, дури прашував можам ли јас сега да почнам да возам авион и хеликоптер, за жал бе веќе стара, има граници, мислам дека е до 28 години каде што можеш да го почнеш курсот, ама се почувствував како дел. Ете така. Да. За фристайл скијањето, колку е опасно за? Е опасно, зависи кај го практикувате. Значи, прва опасност е лавините. За жал, често се случуваат, посебно сега со промена на времето. Лавината, оние откачување на лавини се случува кога има различни слоеви на снег. Паднати, значи има снег кој што е истопен, тој веќе се заледил, паѓа нов снег, голема количина на снег. Не се врзува со стариот снег, а ние скијаме тогаш, кога ќе падне новиот. Ако он не е доволно врзан, има преголема тежина, многу често сме ги откачувале. Јас сум имала среќа да откачам лавина, сум среќа, нели? Јас откачив на бреза. Откачив на бреза лавина, не знаејќи дека сум ја откачила, продолжив во десно. Викале позади мене, среќа што не сум ги слушнала. Ако застанев, ќе отидев со лавината доле. Имав исто една повреда во Италија, во Кормајор. Исто излеговме надвор од писта, скијавме на недозволено, таму има челични греди кои што ја спречуваат лавината да излезе на теренот. Мене ми се откачи скија затоа што тие делови не се чистени. Значи има и камења, има и карпи, мене ми се откачи скијата, ми фати и тоа скијата каде што ми беше тежината, веднаш се откачи скијата, јас летав со главата надоле, среќа некако успеав до пола да се извртам, удрив во таа челична греда, меѓутоа опремата беше таа која што ме спаси, адреналинот тој кој што ме држеше да се симнам до доле, ја продолжив да скијам, ништо не ми беше, затоа толку зборам. Има многу повреди. Што помал ги доживуваш сите тие повреди, полесно ги преживуваш. Мислам, техниката е таа која што те прави. Значи, се е тоа техника и се е вежба. Значи, се во животот е вежба и повторување. Што повеќе пати, што повеќе сати, што повеќе повторувања, стануваш подобар. Нема тука некој рецепт за успех. Среќата некогаш во животот нели ја игра својата улога да можеш да бидеш на право место во право време, но воглавно се што сум постигнала во животот, сум го постигнала со многу работа. За крај, можеме ли да дадеме тој совет дека работата е свет, талентот е преценет? Талентот е потребен за да се открие што сакате во животот. Талентот многу рано се открива. Дали сте музикален, дали знаете да цртате, дали ве бива за математика. Значи талентот може баш кај мали деца веднаш да се препознае. Меѓутоа и тој ако се развива и ако се работи на него, нормално дека ќе станете професионалец во тоа. Меѓутоа дека само ако сте талентиран ќе бидете успешен, таа приказна се уште не сум ја чула. А он беше многу талентиран. Ние секогаш се наоѓаме во едно место од каде што мислиме дека нема да почнеме.
Значи, точно денеска, тука каде што се наоѓате е вашиот почеток. Вие не можете да отидете назад, нити можете да отидете напред. Вие сте на правото место во правото време денес. И ако го доживеете овој момент будно и вистински, вие секогаш ќе отидете на правиот пат. Така. Има една анекдота, ќе се надоврзам, Венцо секогаш ми ја кажува за било што во животот и да направиш секогаш е право време. А што значи тоа? Вика, кога е најдобро да посадиш едно дрво? Кинеска стара поговорка. Сега. Не, вика, пред 10-20 години. А кога е второто најдобро време да посадиш дрво? Тоа е денес. Секогаш ми останува тоа и убаво е да го пренесеме, дека без разлика колку и да правиш грешки во животот, секогаш правото време е денес за превземање на сите дни работи да бидеме подобри. Тука е уште малце ќе се надоврзам, изгледа со мене може многу долго да се зборува. Немојте да се плашите од промени. Еве на сите можам еден совет да им дадам. Јас излегов од мојот бизнис. Значи, иако знаев дека еден ден ќе го наследам и дека можев да продолжам таму. Кога го направив тој чекор, бев ужасно уплашена, а меѓутоа се што следуваше после тоа беа само награди. И кога еднаш ќе излезете, не мора таа да биде лоша средина. Не мора нешто лошо да се случува, него едноставно можеби сакате повеќе, сакате да научите повеќе, сакате да осознаете повеќе. Секогаш бидете спремни да го промените местото каде што сте сега. Немојте да се плашите од тоа. Научете, ако е вистинското место таму каде што сте биле, ќе се вратите повторно. Меѓутоа, секогаш гледајте да не се плашите од ништо. А има ли стравови во бизнисот? Финансиите, секогаш се тие. Финансиите се секогаш тие кои што се стравови. Меѓутоа, гледајќи ги моите родители, колку пати сме биле во криза ние во Македонија, колку пати ние сме излегли од тие кризи, градежништвото е, например, прва работа која што било каква криза да има. Дали е економска, дали е војна, дали е било каква криза да има, прво застанува градежништвото. Кој ќе гради? Кој ќе купува плочки, например, во тој момент кога негде таму пукнало или ние немаме пари. Значи, и тоа е, а посебно временските услови. Во зима не градиме, зашто ја скијам. Значи, во зима не градиме. Значи, финансиите се тие кои што единствено ги создаваат оние стравови. Дали јас ќе успеам понатаму? Ама ако 30 години сме успеале, па дајте ни можност да одиме и понатаму. Го знаеш, оној двајца пријатели кои тргнале со бизнис? Не. Тргнале со бизнис, од првиот месец земале кредити и тргнуваат голем бизнис, вториот месец ништо продажба, третиот месец ништо продажба и тој првиот вика на вториот вика: "Абе, вика, што се случува? Ја не спием по цели ноќи, бе, вика, од ова. Ние заглавивме скроз." Вика, "Ти спиеш ли?" Вика, "Јас спием као бебе." "Како бе, како бебе спиеш?" Вика, "Час спием, час плачам." Така да тоа е со стравовите околу бизнисмените. Да, тоа се финансиите се секогаш тие кои што нели ги прават тие стравови, меѓутоа Ама ако секој нека сабајле станеме порано и го дадеме максимумот тој ден и се повторуваме од ден во ден, да, успехот е загарантиран. Да, апсолутно. Проблемот со модерниот човек е што сите се спремни за наградите. Ама никој не е спремен да плати цената. не, Или малкумина се спремни. никој не ужива во процесот. Значи, не е целта таа која што ќе го донесе, која што ќе ја донесе среќата. Процесот е тој кој што ја прави среќата. На крај на целта можеме да добиеме награда некаква, дали да ќе биде парична или ќе биде орден или ќе биде не знам што. Меѓутоа, процесот, кога ќе се научиме да уживаме во процесот, кога ќе се научиме да пагаме и да стануваме илија да пати, ќе сватиме дека има секој ден. Јас денеска имав тежок ден. Се ми тргна наопачки. Како што тргнав од Сабајле, с ништо не тргна. Види како завршува. И јас реков, морам да ги проучам сите овие работи што се случија, зошто се. И кога имав некои 15 минути за себе на попладне и реков, ова ми помогна за воиднина да решам некои проблеми. Значи да, беше нервозен ден, беше све тргната наопачки, меѓутоа на крај на денот само стабилизирајте се, само размислете зошто ги имате тие информации, зошто ви бил таков денот и како заврши денот, ми се внесе ни сомнева во Ние сите мораме да растеме. Апсолутно. Растењето е возможно само низ проблеми.
Да. Кога ти е убаво и пријатно, кога си у комфортна зона, не можеш да растеш. Не можеш. Проблемите те тераат да осознаваш нови работи, да осознаваш нови техники, нови знаења, нови пристапи, нови патишта. Има тука уште една анекдота, која што имам негде слушнато или прочитано. Мислам дека е јастогот. Јастогот има тврда кожа. И, значи, од мал. Јастогот мора да ја прераснува својата кожа, мора да излезе од својот оклоп и да му се створи нова кожа. За јастогот тој е најболниот момент од живеењето, кога ја напушта својата кожа. Меѓутоа тогаш расте. И тоа е баш направена паралела со нашето растење. Само оние тешки моменти ќе не донесат до скалата погоре. Од убави моменти никој не пораснал, за жал. Би го искористила овој момент, пак ќе нагласам, ја спомна керкичката, значи да се биде мајка, да се води бизнис и успат да се одржуваат и овие хобиња на некое ниво, нели, да бидеш спортски активна. Колку е предизвикувачки секојдневно тоа да се повторува? Уживам во тој процес. Тоа е еден посебен процес кој што е тргнат настрана од све, затоа што пред вас се создава живот. И јас се откажав од многу работи, значи мислам не како лоша, него се откажав на вистина од многу работи зашто сакаме и јас и сопругот максимално да се посветиме на неа, затоа што сакаме да биде едно здраво, право и среќно дете. Ние се посветуваме максимално во работење на низина, во развивање на низината фантазија. Пред се сакаме да биде дете. Еве сега, пошто го споменав незиниот роден ден, ние ги организираме незините роден дени 1-2 до 3 недели претходно, со тоа што целиот роден ден го правиме сами. Сите оние активности, кукички, пакувања и сето тоа го правиме сами. Уживаме во процесот, јас и сопругот, и ужива сега, како што она ќе полни 4 години, ужива во процесот со нас. Значи, јас денеска се успав, ете тоа беше првата работа која што не ми тргна денот, затоа што вчера до ниедно време ги правевме кутивчињата за роденденот. Ме разбирате, што и да правите, уживајте во тоа и правете го посветено. Без разлика дали е тоа вашето дете, дали е тоа вашиот бизнис, дали е тоа спортот. Јас се што сум правила до моите максимални граници, додека ме држало телото и додека ме држала паметта. Значи, никогаш не сум се откажала од ништо. Значи, баш секогаш сум одела да го направам максимално убаво како што јас можам да го направам. Так. Да. Еве, ти си пример, пошто многу често знам да се соочам со фактот дека нели јас сум помлада, немам деца, па може да полесно се снагиш во бизнисот дека имаш време, но еве ти си пример да го представиш тоа дека и може да се биде добра мајка, нели, посветена, а покрај тоа да се води и бизнис и тоа успешно да се прави. Се додека си ставите временска рамка, јас сум од 8 до 4 бизнис. Од 4 до 8 сум со моето дете и викендите се апсолутно посветени на неа. Празниците, фала Богу, ги имаме доста, исто се посветени на неа. Значи, гледаме, мораме да ставиме баш она рамка. Сега сум бизнис, значи ние играме улоги. Нашите животи се улоги. Ние само требаме да се научиме лесно да се префрламе од една во друга улога. Сосема си различен кога си на работа, сосема си различен кога си дома. Меѓутоа, ти гледаш да најдеш една личност во тебе која што ќе биде слична. Јас го сакам многу хуморот и јас сум секогаш што и да правам, гледам да го правам низ призма на хуморот и така многу полесно доаѓаш до луѓето. И тоа е исто и со керката, исто и со сопругот, исто и со клиентите. Треба да се поттикнат и жените во Македонија дефинитивно, иако нели да не се ограничуваме на мажи и жени, секој кој што сака може да успее, но некако се поретки жените во бизнисот тука, така да може малку да им даеме на нив храброст да Па јас со 2 бизнесменки. После 3 емисии, да. Така да може добро би било да се даде и порака на нив, иако нели секој може да успее. Јас тоа ќе го кажам, мислам дека јас и ти го зборувавме. Јас за жал не ги гледам луѓето на мажи и на жени, нити на пол, значи кај мене нема пол, нема религија, нема раса. Јас мислам дека сите сме исти луѓе. Мислам дека сите можеме, нели, во нашите граници на нормала, сега да се разбереме, не може секој све да постигне. Јас не можам да бидам астронаут.
Да се разбереме, мораме да бидеме и реални во нашите желби. Ја не можев да бидам архитект на зоолошката градина во Барселона. Треба да живеам во Барселона. Гледајте барем вашите иницијални соништа да се реални, да се тука, да се околу вас. Значи, потоа, како што растете, ширете ги. Значи, јас сакам да направам сега следно институт за применети уметности, институт за архитектура, меѓутоа тој сон не можеш да го имаш кога си дете. Значи, секогаш имајте сонови кои што ќе ве водат и проекти на кои што работите. И немојте секогаш да чекате проектот да дојде кај вас. Некогаш и само иницијативно почнете да работите на некои проекти. Одлично за завршница. Така е. Ти благодарам на времето. Ви благодарам и вас. Посои вака во вечерни часови кога обично го посветуваш на својата ќерка. Нема да ми се наути, се надевам. Да. Ќе биде горда на тебе. Така. Поготово што ова ќе остане за понатаму, кој ќе биде малку позрела да може да го погледне, да види како нејзината мајка размислувала. Баш така. Ти благодарам за поделбата на овие мисли. Беше многу интересно. Ви го задржав вниманието. Не заспавте. Гледаме како многу. Да. Верувам дека тоа ќе биде интересно за публиката и дека за некое време пак ти се видиме ќе Апсолутно. уште такви размислувања, уште теми. И ќе направиме силна мрежа. Да. Ви благодарам и на вас на поканата, на вистина уживав во целиот разговор, иако на почетокот имав многу трема, морам и тоа да го кажам, дека сум најголемиот тремаџија, ама ете, дојдов, седнав и стварно се осеќам пријатно и еве можам да кажам секому кој што има трема да дојде тука, нека значи тоа многу брзо ќе помине. Благодарам и вас уште еднаш за се. Да се заблагодарам и јас, сепак ми беше драго што ти си првата жена која што имавме нели во сторителинг. Така да приказните продолжуваат, пак ја го кажам тоа и продолжуваме. Тука сме за многу други сторителинг приказни кои ќе следат, а следуваат многу интересни, веќе се во припрема, многу интересни гости во следниот период и мислам дека и цело лето ќе имаме сторителинг приказни. Сезоната нема крај, продолжува. Благодарам. Благодариме. Чао. Благодарам. Чао.